богатство на сиромаштијата. Интересен наслов, уште поинтересно сиже, кој што го раскажува истиот тој во интервјуто со Елизабета Кузмановска. Есента е период кога има многу слави, многу празници, многу светци ги одбележуваме. Денеска е Света Катерина, утре е Свети Климент Охридски, позадутре е Свети Ѓоргија, ај малку да ги објасниме и како ги одбележува македонскиот народ овие празници. Есента и зимата се период на домашни празници, домашни слави или служби. Тие почнуваат според народното сваќање некаде со петков ден и траат до Водици и по Водици таму до Танасов ден зимски. Денеска е Света Катерина, значи една светица која што е многу почитувана во православниот календар. Живеела крајот на 3-тиот и почетокот на 4-тиот век. Некаде стои во житијата дека е погубена 305 година, некаде дека 310 година. Била многу учена, ја совладала и филозофијата, и литературата, но и медицинските науки. Кога многу синови на кнезови или кнезови понудувале да се омажи за нив, таа одговарала дека ќе се омажи кога ќе се најди момче што е толку учено и толку убаво. Имало богати, ама толку паметни, мудри како неа и убави немало. Еден мудрец ја упатил во христијанската вера и еднаш кога се принесувале жртви на боговите и кога и царот принесувал жртви, таа им се обратила со зборовите како не ви е срам да поднесувате, да давате жртви на идолите кога има вистински Бог Исус Христос. Поради тоа најпрвен царот се обидувал да ја придобие за жена, бидејќи била убава, но кога видел дека не може и не му личело на еден цар да се расправа со жена, тогаш викнал 50 мудреци да ја убедат, но таа сите нив ги убедила да станат христијани, дури и многу друг народ, поради тоа била погубена, значи главата е осечена, според некои 305-та, според некои 310-та година, но споменот за неја останал и еве се слави како празник во христијанскиот календар и многумина денеска имаат и имен ден, нека им е честито. Утре е, можеме се малку поголемина да кажеме, и за нас и за македонскиот народ, Свети Климент Охридски. Познат празник. Голем празник за македонскиот народ, за македонската црква, заштитник на градот Охрид, патрон на македонската православна црква, заштитник на македонскиот народ, светец кој останал запаметен и како просветител, но и како чудотворец. И интересно е што Свети Климент не е починат на утрешен ден, како што се слави кај светците, значи споменот на денот на упокојувањето. Тој е починат на 9 август на Свети Пантелеймон празникот, но бидејќи црквата тогаш го слави споменот на светите седмочисленици, за ден на Свети Климент е одреден 8 декември, денот кога и тој го славел именденот, повикувајќи се на Свети Климент Папа Римски, третиот папа во Римската црква, кој што во 101-та година е погубен во Херсон, некаде на Црното море, му бил врзан камен за вратот и бил фрлен во морето. Меѓутоа, неговите мошти биле пронајдени од светите Кирил и Методи кога биле во мисија таму, ги носеле со себе си во Моравија кога биле во мисија и кога биле повикани во Рим кај папата, ги носеле и моштите поради тоа што биле многу свечено и со чест пречекани. Така, значи, Свети Климент имен ден славел на утрешен ден, на 8
и од тука црквата го ставила и неговиот празник на 8, а на денот на неговото упокојување го ставила празникот на светите седмочисленици, бидејќи тој е последен од седмочислениците што починал 916 година. Во недела Свети Ѓорѓе исто голема слава православни. Пак имаме три празници, и Свети Ѓорѓи Посен, и Свети Алин Пистолтник и Свети Стилијан. Значи имаме доста и имендени, а кога станува збор за Свети Ѓорѓи, да кажеме дека покрај Ѓурѓов ден кој што се слави во пролет и како селски празник и како празник на пролетта, во есента имаме два празници посветени на Свети Ѓорѓи што се слават со домашни служби. Меѓу нив е и овај Свети Ѓорѓи наречен Посен, меѓутоа и другите два светители што се слават утре исто така заслужуваат, не утре, туку во недела заслужуваат внимание. Професоре, постојано ваш предизвик за пишување и имате многу книги напишано, се посветуват и мислам дека тоа е една алка, се потик и ваш мотив е фолклорот, се посветувате многу на фолклорот, на празниците и оттаму произлегува многу книги. Еве една од последните ваши пишувања, приказните се богатство на сиромаштијата. Може ли во неколку реченици навистина ова едно богатство од ваши напишани приказни и песни кои што се нели од селото Слоештица, да објасниме на јавноста оние што ја немаат оваа книга, пошто најмногу можеме некако да покажеме и докажеме дека навистина е богатство за сета читателска јавност. Оваа книга е објавена оваа година, неодамна е објавена, но содржи материјали што се забележани пред 40 години, поточно 1976 година. И тогаш и пред тоа бев соработник на Институтот за фолклор, уште како студент од 71-2 година, но 76 година, заедно со Љубе Цветановски, кој што работеше со вас во телевизија, одевме во Слоештица и го снимавме неговиот дедо по мајка Илија Кочовски, кој знаеше многу приказни, и неговата баба Левтерија, која што пак знаеше многу песни. И од тој семеен круг на Илија и Левтерија излегува овие приказни и овие песни кои што сега ги објави во книга. И можам да кажам дека представува навистина убави приказни, затоа што се раскажани од еден талентиран раскажувач, кој безброј приказни знаеше, кој живееше за да кажува приказни, за да го слушаат луѓето. Раскажувал и кога одел на пат, и кога одел на печалба, и во селската кооперација, како што ја вика продавницата. И неколку пати што одевме да го снимаме, ете настана оваа книга, но кога веќе објавувавме материјал, кога објавуваме материјал од селото Слоештица, сметав дека не е на одмет да објаваме и материјали за Петре Андреевски, кој беше од тоа село и кој на времето како дете ги слушал приказните на дедо Илија. И така тука објавив и два текстови за Петре Андреевски, еден разговор со него правен некаде 73 година, кој што досега не беше објавен, па така сметам дека оваа книга е еден спомен и за селото Слоештица, и за личностите што се споменуваат тука. Сосема на крајот, сметате и вие, бидејќи го имате истакнато, дека приказните можат, како што е насловот, е богатство за сиромашните, односно, додека ги слушаат приказните, да излезат од проблемите, да се внесат во приказната и на некој начин сето тоа да ги внесе во една приказна која што ќе биде богатство за самиот ден и за самиот чин на прикажувањето на приказната. Тоа е мисла на самиот раскажувач, дедо Илија, кој велеше приказните се богатство на сиромаштијата, приказните се мелодија на животот. И затоа што од една страна кај приказните имаме некоја педагошка функција, некоја морална димензија, истакнувајќи ги позитивните, осудувајќи ги негативните појави кај човекот, но од друга страна пак се тие убави за слушање и така во еден момент човекот
живее со некое духовно богатство, заборавајќи на оние секојдневни проблеми, секојдневни такви случаи што му се случуваат. Ете затоа богатство на сиромаштијата се приказните и песните се разбира. Но за разлика од песните кои што човек може да си ги пее и сам за своја душа, приказните не може да се кажуваат ако нема слушател. Треба барем еден слушател да има па да му се кажуваат. Но во секој случај во минатото се живееше, јас за среќа го запамтив тоа време, се живееше и со песната, и со приказната, и со обичаите, и со празниците, и со целиот тој фолклор кој беше навистина големо богатство.